8 март. 8 март се слави врз основа на одлуката на Втората меѓународна конференција на жените социјалистки одржана во Копенхаген, Данска, во август 1910 година. 8 март се слави секоја година како Меѓународен ден на жената. На оваа конференција по иницијатива на Клара Цеткин беше решено 8 март да се одбележува во спомен на демонстрациите на американските жени во 1903 година кои се одржаа под паролата Борба за општо право на глас. Веруваме дека многу од вас, драги жени, секојдневно сте обсипувани со милиони ситни сладки нешта од вашите најмили кои ве прават среќни. Независно дали тоа се бакнежи, прегртки, мили погледи, букети од свежи цвеќиња, но секако дека би било преубаво секоја жена во ова мартовско утро да се разбуди со насмевка на лицето, бидејќи нежините најмили ќе го подарат најголемиот и најнежен бакнеж и ќе го честитаат празникот во годината кога се слави жената. Невозможно е да се опише со зборови врската помеѓу мајката и своите деца, но преку овие прекрасни цитати се опитуваме да ви пренесеме барем дел од оваа меѓусебна нераскинлива нишка. Мејчиното срце е бездна во чија длабочини секогаш ќе најде спремност за престување. Никој на светот не може да го замени местото на твојата мајка, за разлика дали сте во право или грешите. Од нејзиното гледиште, вие секогаш сте во право, таа може да ве прекори за малите нешта, но никога за големите. Бог не може да биде насекаде, па затоа ги создал мајките. Мајката е онаа личност која може да го замени место на секој, на чие место никој друг не може да го земе. Мајка е личност која кога ќе види дека има 4 парчиња пита за 5 луѓе, вели дека никогаш не сакала пита. Да се биде мајка е полно работно време и е едно од најдобро платените работи. За мајки предвид дека платата е чиста љубов. Мајките се раѓаат во истиот момент кога се раѓаат и децата. Пред тоа таа не постоела. Жената постоела, но мајката не. Мајката е нешто потполно ново. Најдобро место за плачење е секогаш на мајчиното рамо. Мајките никогаш не се сами во своите мисли. Мајката секогаш мора 2 пати да размисли, една за себе и една за своето дете. Мајчиното срце е детска училница. Едно мало девојче било запрашано каде е нејзиниот дом. Таа одговорила таму каде што е мојата мајка. Ученици, ги напишавте ли честитките веќе? Да! Многу добро. Мајките треба да ги сакате многу од се срце. Јас ја сакам мамо, ти е најубава од сите. Не твојата, туку мојата, разбрах. Но мојата мајка, таа изработува очила, А мојата шие убави фустани. Дивко ученици, се радувам дека ги сакате своите мајки и се гордеете со нивните професии. Утре е 8 март, празник на жената и ги пречекаме со подароци и со песни. Панчо, ти што ќе подариш на својата мајка? Јас ќе подарим ролерки. Ама си измислил, мајка ти нема време да си игра со ролерки. Ништо, јас имам време.
Ајде, Панчо, измисли нешто друго да подариш на својата мајка. Бел фустан со звездички да светкаат. Не, деца, вие на своите мајки ќе им подарите честитки и мали предмети што ќе ги израдуваат. Ѓорги, ти што ќе подариш на својата мајка? Мајка ми не е дома, таа е на гости. Но ти имаш и баба, дај им го подарок од нејзе. Но таа не е мајка, таа е баба. Зошто не е мајка? Баба ти е мајка на твојата мајка. 8 март е празник и на бабите, и на мајките, и на девојките, на сите жени во светот, што го сакаат трудот, децата и мирот. Ајде сега да ја испееме песната со која ќе ги пречекаме сите жени. Мајко, немој не плачи, својот пат самиот го одбрав. Твоите зборови се уште ги паметам, ке биде се како што е пишано. Мајко, биди спокојна, биди среќна, бар тоа ти го должам. Ме научи слободно да живеам, да сонувам додека сум жив. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам до последен здив. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам, да ме чуе цела вселена. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам до последен здив. Имам крила да летам горе над овој тажен свет. Сакам до сонцето да светам, да пеам, да ме чуе цела вселена. Што е мајката? Мајката е најубав цвет во крајина што цвета. Мајката е светла звезда на темното небо што свети. Мајката е преродка топла што ми дава сила кога ќе ми се насмевне како да ми растат крила. Мајката е најсветло сонце, најсладок и најсилен сон. Незиниот глас за мене е најтопол весел звон. Среќен празник од сините мамини очи, нежности и топлина, се очи тие силно зрачат, на висина ме значат.
Насмевка, мајчино ме грее, како сонце овоши е што зрее. Јас и мама небесна шир, полета на птица за мир. Што ме гали со рака, поминува најголема мака. Нејзиниот глас секогаш наоѓа спас. Жената, збор краток, но со огромно значење, символ на сила, нежност, љубов, грижа, искреност и уште многу други нешта. Жената е столб на семејството, двигател на општеството и инспирација за сите. Јас сум жена која ги руши бариерите. Жена која се бори за своите права и за своите соништа. Жена која не се плаши да биде лидер и да го каже своето мислење. Јас сум силна и независна и горда сум на тоа. Јас сум жена која го гради домот. Жена која ги воспитува децата и им ја дава својата љубов и грижа. Жена која се грижи за семејството и го прави среќно. Јас сум мајка, домакинка и горда сум на тоа. Јас сум жена која успеа во бизнисот, жена која ги постигнува своите цели и ги надминува предизвиците. Жена која е креативна и иновативна и која го менува светот. Јас сум успешна деловна жена и горда сум на тоа. Јас сум жена која создава уметност. Жена која ги изразува своите чувства и мислења преку музика, слика, танц или пишување. Жена која го збогатува светот за својата креативност. Јас сум уметник и горда сум на тоа. Ние сме жени, различни, но еднакви, силни, нежни, успешни, креативни, мајки, домакинки, лидерки, уметници. Ние сме жени и горди сме на тоа. Мама знае топло како сонце да ме згрее, мама знае да ме гушне, песна да ми пее. Има убави зборови, топли како бајка, но најубав збор е од нив зборот мајка. Твојот лик ко сонце ме топли и грее, гласот како славе и наутро ми пее. Еден збор е само. Збор, секому познат. Живот, љубов зрачи. Збор што влева сила, бескрајно ни значи. Во него е збрано срцето на светот, ко небо за птица, вивната во лето. Тој збор вечно трае. Еден збор е само. Краток, мил и јасен, мамо, мамо, мамо. Секој знае колку таа за нас вреди. Цел живот ко сонце, патот наш го следи. Сите мајки, црни, жолти и бели, ке испратам баканешки врели. Силно ќе ги гушнеме и ќе посакаме многу здраве и среќа во животот. На мама ќе подарам цвеки, ќе посака вечно да е млада и убава. Без мама животот би ми бил тажен, со неа се гордам и многу ја сакам. Мајките наши заслужуваат нивниот празник да се празнува 365 дена во годината. Истото го мислам и јас. Мама секогаш ми помага кога ми е најтешко, знае да ја сподели тагата со мене, да те утиши, да ме охрабри. Мојата мајка многу се грижи за семејството, уште од мала ме учи да го ценам трудот и да бидам честен и праведен. Со мојата мајка животот е поубав, посвету. Таа е сонце што со љубов ме грее. За мене мама е славе што пее. Кога сум болен, таа над мене бдее се додека не оздрав. Без мама куќата е празна, нејзината насмевка ме храни, топлиот збор ми ја грее душата. Мајките се вредни како пчели, со љубов исполнети за да ни го направа животот поубав. Затоа мајка заслужува почит и благодарност од целото семејство. За мајките се најубаво да не се
вечни живи и здрави. Мајките во животот не упатуваат и не советуваат. Секогаш да бидеме вредни и честни. Наубави бајки ни раскажуваат и заспивајќи нежни песни. Знаат и да нам подскараат, но за наше добро да не правиме истите грешки. Зборот мама е поведен злато, така вели тато. Таа никош не се жара, добро само после некнува. Затоа предлагам, драги другарчи, на сите мајки во светот да им посакаме од се срце. Нека им е честит празник 8 март.